Македонските конфекции се соочуваат со сериозни потешкоти, а една од главните причини за тоа е намалувањето на порачките од германските партнери. Денес во текстилниот сектор единствено се работат ситни налози од по стотина парчиња, нарачки што голем дел од фабриките од Германија не ги прифаќаат поради нивниот мал обем. Недостатокот на работна сила, како и високите трошоци на домашниот пазар, доведоа до пат на конкурентноста на македонскиот текстил. Проблемите не се само локални, туку и глобални, бидејќи странските нарачки драстично опаднаа, а цените на услугите не се зголемија во однос на растот на минималната плата. Затоа што цените на нашите услуги, она што го работиме ние за надвор, не растат како што порасна нагло минималната плата. Минималната плата превише отиде 58% од просечната и тоа доста конфекции ги направи нерентабилни. И сега она што го работиме ситни налози. Димитров додава дека се потребни измени во законот за работно ангажирање, со кој ќе се дозволи пензионерите да работат без ограничување на бројот на работни денови во текот на годината. Според него, оваа мерка ќе помогне да се спречи пензионерите да бидат принудени да работат во сивата економија. За пензионирање предлагаме за пензионерите кои ќе работат да нема ограничување годишно. Ако пензионерот сака да работи, може да работи на 4 часа, тоа е окей. Дали он сака 4 или 8 часа, тоа е нормално. Значи, како он ќе покаже интерес, но зошто да се ограничува времето? Зошто да му се ограничи да работи, да речеме, 3 месеци и после да не може да работи, а он сака и понатаму да работи. Со тоа пак ќе го тераме да работи во сива економија, да работи на црно. Као што сега работат сите пензионери на црно. Во 2024 година извозот на текстилната и кожарската индустрија достигна вредност од $518,5 милиони, што представува 6,15% од вкупниот извоз на Македонија. При тоа повеќе од 90% од производството во текстилната индустрија е концентрирано во лом производство, додека класичното производство сочинува само 7%.